Ова се вестите на Канал 8. Општина Кочани ќе баре уште една локација за поставување станица за мерење на загаденоста на воздухот за да се добијат пореални податоци за состојбата. Оценка во општинската администрација е дека местото каде што е лоциран сегашниот пункт за мерење не е најсоодветно и ги прикажува само максималните резултати. Резултатите за загаденоста на воздухот во Кочани со PM10 честички и други штетни состојки не ги одразуваат реалните состојби поради специфичната местоположба на мерната станица. Затоа локалната самоуправа ќе бара нова локација во централното градско подрачје на која би се поставил уште еден пункт со опрема за мерење на состојбата со амбиенталниот воздух. На последната седница на Советот на општината, градоначалникот Николчо Илиев информираше дека се размислува за нова мерна станица, откако претходно ќе се определи соодветна локација за неа. Сите да направиме една иницијатива да се најде во Кочани уште една мерна станица, бидејќи ова мерна станица покрај другото, таму сега зборуваме за училиштето, таму се. Значи сите возила застануваат таму. И уште нешто што ми е сугерирано, не знам, да не лупнам глупост, меѓутоа и таму има скара многу близко на Јаглен, која стварно чадот кој го испушта, слушам дека дава страшно поразителни податоци на мерната станица. Ако е тоа така, тогаш да бидеме помирни и поспокојни дека навистина Кочани не е толку загаден како што покажува мерната единица. Постојната мерна станица, што е лоцирана на улицата Глигор Апостолов Гочо, е во непосредна близина на крстосницата, каде поради честите застои на возилата се јавува изголемена концентрација од издувни гасови. Оценка е дека ова не ја отсликува вистинската состојба, па се случува да се добијат повисоки резултати на загаденост на воздухот во споредба со градовите каде што реално таа постои. Податоците за состојбата со воздухот минатата зима, например, покажуваа присуство на PM10 честички и над 100 микрограми на метар кубен, со што Кочани често влегуваше во светло-црвено високо ниво на загаденост. Од локалната самоуправа очекуваат дека со поставувањето на уште една мерна станица ќе можат да се пресметуваат просечни вредности на загаденоста од двете локации, што би биле пореални со фактичката состојба на теренот. Советот на општина Виница на последната седница даде поддршка за неколку одлуки и проекти што се однесуваат на училиштата и детската заштита. Освен тоа го определи тарифникот за линискиот превоз во општината, а дадена и согласност за именување на ново проектираните улици во блок 12 и блок 4. Со поддршка на УНИЦЕФ во рамки на детската градинка Гоце Делчев во подрачното училиште во селото Лески Виничко ќе се отвори центар за ран детски развој Поточиња. Станува збор за занимална од 52 метри квадратни, во која децата ќе следат настава со скратена програма од 2 до 3 часа дневно. Ќе има флексибилно работно време според потребите на родителите, без обезбедена храна за време на престојот. За таа цел, општина Виница ќе ангажира и едукатор кој ќе работи со децата. Купно ќе бидат опфатени 40 дечиња на возраст од 3 до 6 години и морам да кажам дека овој проект е финансиран од УНИЦЕФ, а општина Виница исто така ќе има одредена мала финансиска поддршка. Председателот на Општинскиот совет на Виница нагласи дека во основното училиште Славчо Стоименски ќе се поставува и урбана опрема, односно амфитеатар со настрешница за сцена со површина од 150 метри квадратни, додека целосната површина на градбата ќе биде околу 300 метри квадратни. Амфитеатарот, кој е предвидено да има полукружни трибини во 3 нивоа, ќе служи како отворен простор за одмор и рекреација на учениците, како и за одржување представи и манифестации. Главно финансиски дел е обезбеден, значи директорот има соработка со Ротари клубот Виница Кочани, кој што голем процент ќе го финансираат тие и мал дел ќе биде од училиштето. Тоа ќе биде еден вид летна училница во која што можат и часови да се обувуваат, но и одредени манифестации во стоп на училиштето. Советот на општина Виница на последната седница го изгласа и тарифникот за линиски превоз на подрачјето на општината, со кој се одредени цените за превоз на патници на 23 линии. При тоа најефтината тарифа е 20 денари за делницата Виница Јакимово, како и Виница Ромско Мало, додека најскапата е до Калиманци 140 денари. Имаме
доста села кои што се опфатени да видат сите дечиња во текот на учебната година обезбедени со превоз, односно до секое село е утврдена, одредена сума со која што секој превозник ќе мора да ја почитува во текот на годината. Советот на општина Виница донесе и предлог одлука за изградба на пристапен пат до земјоделски површини во селото Пеклани во должина од 1,7 км. Вредноста на инвестицијата е 1 милион денари, а е добиена преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. На седницата за прв пат Комисијата за еднакви можности, чиј председател е Сонја Ѓоргиева, достави акционен план за работа на Комисијата во 2019 година. На крајот од седницата, советниците ги усвоија и имињата на ново проектираните улици во блок 12 и блок 4 во Виница. Министерството за труд и социјална политика обезбедува 30 милиони евра за изградба на детски градинки во целата држава. Општина Кочани очекува 2 милиона од овие пари, зашто веќе достави идеен проект за изградба на современа градинка во местноста Драчевик. Во наредните 4 години во општините во Македонија ќе се инвестираат 30 милиони евра за подобрување на згрижувањето на децата и изградба на нови објекти за детски градинки. Парите се обезбедени преку Светска банка и ќе се распределуваат во наредниот период. Тоа се информациите со кои излезе Министерството за труд и социјална политика, најавувајќи промена во однос кон грижата на најмладите и унапредување на постојните услови. Со проектите што ќе се работат во наредниот 4-годишен период, се очекува да се постигне зголемување на бројот на деца што ќе бидат згрижени, но и да се подобрат условите во кои тие ќе добиваат предшколска едукација. Ќе обезбеди нови 7.500 места за деца во предучилишно образование. И со тоа ќе обезбедиме, онако што и во програмата на владата сме го поставиле како цел, околу 50% деца од 3 до 6 години вклучени во предучилишно образование. Ќе го смениме и терминот детска градинка во рано учење и развој. Општина Кочани веќе е вклучена во плановите на Министерството за изградба на нов објект за детска градинка. Уште од минатата година од локалната самоуправа започна активности за подготовка на техничка документација, односно изработка на идеен проект за оваа установа, што би била лоцирана во населбата Бејрут кај Драчевик. Со оглед што Министерството за труд и социјална политика го вметна во своите планови проектот за градинката во Кочани, може да се очекува таа да стане реалност во практика. Сепак, се уште голем проблем представува усогласувањето на деталниот урбанистички план за овој район од Кочани, во кој досега воопшто немало вцртано ваков објект. Поради тоа, значаен период се изгуби на прилагодување на постојниот просторен плански документ со ново наметнатата ситуација и потреба. Од општината очекуваат дека целата постапка навреме ќе биде завршена и најавената финансиска поддршка од пакетот што го обезбеди Министерството ќе биде и за градинката во Кочани. Започна санацијата на оштетениот асфалт на улиците во Кочани. Приоритет доби Павлина Велјанова на влезот од градот. Поради проблеми со атмосферските води, но и поради оштетената водоводна инсталација, се појавија дупки што со месеци чекаа поправка. Започна реконструкцијата на оштетувањата на дупките на коловозите на повеќе улици во Кочани. Градежна механизација започна со поправка на оштетувањата на улицата Павлина Велјанова, што се појавија по излевањето на вода од подземната водоводна и канализацијска мрежа. Иако на почетокот состојбата не беше критична, во изминатите неколку месеци интензивното користење на улицата придонесе за влошување и отежното одвижење на возилата. Токму на крстосницата со Димитар Влахов, што се наоѓа на влезот во градот, коловозот на оваа сообраќајница беше оштетен и подигнат, па за да ги избегнат дупките и неравниот коловоз, возачите беа принудени неправилно да влегуваат во крстосницата. Тоа, заедно со недоволната прегледност, ја влошуваше и онака намалената безбедност за сите учесници во сообраќајот. Поради тоа, и граѓаните кои живеат во овој дел од градот бараа брза реакција на надлежните, за да се спречат несакани случаи со посериозни последици. Работници и механизација од предпријатието Битем од Скопје, која ја доби тендерската постапка, го расчистуваат и гребат оштетениот асфалтен слој, а по подготовката на теренот ќе биде поставен нов асфалт. Слична интервенција од општина Кочани најавуваат и на други улици, каде асфалтот е сериозно оштетен и се загрозува безбедноста во сообраќајот. Поради тоа,
Меѓу приоритетните се улиците 14-та бригада, Гоце Дълчев, Крак од Питу Гули и други. Реализацијата на активностите е со средства од буџетот на општина Кочани, предвидени за крпење прекопи и оштетување на улиците, а за што се наменети околу 1,5 милион денари. Локалната самоуправа на Кочани упати јавен повик за кандидати за анкетари во врска со реализација на проект поврзан со младите. Рокот за пријавување е до средината на идната недела, а се бараат лица на возраст до 29 години. Општина Кочани објави јавен повик за пријава на кандидати на возраст од 15 до 29 години кои би вршеле анкетарно истражување. Според информациите од локалната самоуправа, се работи за истражување во врска со проектот Младински локални иницијативи, во кој што е вклучена и нашата општина, а се спроведува во соработка со Сдруженијето на граѓани Младите можат од Скопје. Проектот е подржан од Сдруженијето за едукација Млади Info International преку проектот Youth Banks Hub for Western Balkans and Turkey. Финансирањето на активностите е од страна на Европската Унија, а се спроведува во соработка на 5 организации од регионот. Освен Млади Info International од Македонија, вклучени се и фондацијата Ана и Владе Дивац од Србија, невладината организација Прима од Црнагора, Partners Албанија и Community Volunteers Foundation од Турција. Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати е до 7 ноември, а лице за контакт во локалната самоуправа на Кочани е Марија Сапаловска. Идната недела библиотеката Искра ќе биде домаќин на традиционалниот саем на книгата. Се очекува учество на познати книгоиздавачки куќи од Македонија, кои ќе ги понудат своите најнови наслови. Од 5 до 10 ноември во просториите на библиотеката Искра во Кочани ќе се одржи саемот на книгата 2018. Манифестацијата што годинава се организира по 13-ти пат, ќе биде одлична можност за љубителите на пишаниот збор да ги подноват своите домашни библиотеки со нови наслови. На штандовите ќе се представат најпознатите и најреномирани издавачки куќи од Македонија, со кои Кочанската библиотека соработува полог период. Отворањето на саемот на книгата во Кочани е најавено за понеделник напладне, а граѓаните ќе можат да го посетуваат во наредните 5 дена во периодот од 10 до 18 часот. Манифестацијата е во рамки на одбележувањето на месецот на книгата, при што веќе се одржа надпреварот Млади библиотекари, а се планираат и други содржини. На крајот од вестите вообичаената информација за спортот. Планинарскиот спортски клуб Осогово ќе ја продолжи акцијата за маркирање на патеките за пешачење на Осоголските планини. Освен одржувањето на постојната патека до местноста Раткова скала, ќе се работи и на обележување на нови маршрути. Членовите на Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани најавуваат активности за доуредување на пешачките патеки во реонот на Осоговијата, при што ќе работат на маркирање и бележење на постојните и пробивање нови. При тоа ќе се реализира и чистење на патеката до местноста Раткова скала и поставување нови таблички и ознаки на местото на оштетените или изгубени, со што ќе се обезбеди полесно движење на планинарите и на граѓаните рекреативци. Според известувањето од клубот, во план е да се изградат и повеќе дрвени мостови и степеништа, како и да се обезбедат одводи за вода. Исто така се планира поставување на нови информативни табли на места што се покарактеристични за планинскиот регион на Осоговијата. При тоа ќе се работи на јужните падини на планината, што и досега вообичаено се користеа за планинарски маршеви, а целта е да се обезбеди полесен пристап за сите рекреативци и планинари кои пешачат во овој дел на Осоговијата. Во меѓувреме течат и активностите за исполнување на годишната програма за работа и искачување на врвовите во Македонија и регионот. Кочанските планинари ќе им се придружат на своите колеги на традиционалното искачување на врвот Солунска глава, што годинава по 5-ти пат го организира Планинарскиот спортски клуб Чеплес од Велес. Маршот за освојување на врвот се планира за 4 ноември, а сите заинтересирани членови на Планинарскиот спортски клуб Осогово неопходно е претходно да го најават своето учество.
Тоа беше прегледот на содржините за овие вести на Канал 8. Благодариме за вниманието. Пријатно.